Драги браќи и сестри, добро утро. И ова утро, ова прекрасно утро, Бог ни дава таква можност, привилегија да бидеме овде, да го прославаме Неговото име и да се учиме од Неговото Слово. И затоа нека да ги отвориме нашите песнарки и ќе започнеме ова служба со песната број 23. Славете го Бога и во овој час од љубов кон светот ни подари спас. Песната број 23.
Ќе прочитаме Псалм број 23. Песната 23 и Псалм 23. Господ е пастир мој, ништо нема да ми недостасува. Тој ме одмара на зелени пасишта и ме води на тихи води. Ја закрепнува душата моја, ме води по патот на правдата заради името свое. Кога би тргнал и по долината на смртната сенка, нема да се исплашам од злото, зашто ти си со мене, твојот жезл и твојата палка ме успокојуваат. Си приготвил пред мене трпеза, пред очите на непријателите мои, си ја помазал главата моја со миризливо масло и чашата моја се прелева. Само добрина и милост ќе ме придружуваат преку сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во домот Господов многу дни. Амин. Нека сега да се исправиме и да му благодариме на Бога. Татко Небесен, и ова утро, по Твојата милост, по Твојата благост, по Твојата љубов, по Твојата добрина, ние сме присутни овде. Не по наша заслуга, не по наши способности, не по наши успеси, но сето тоа е дар од Тебе. Ти ни подаруваш уште еден ден во нашиот живот, да ја погледаме Твојата слава, да ги доживееме Твоите добрини, да го слушаме Твојот глас и уште еднаш да Ти кажеме: Господи, Ти благодариме и Ти си нашиот Господ, нашиот Спасител, Ти си нашиот водач. Фала Ти, Господи, што Твоите обеќања никогаш не се променуваат. Фала Ти што гледаш спрема нас милостиво. Иако ние често пати знаеме да се отстранеме од Твојот пат, да залутаме, но Ти сакаш да не водиш по Твојот пат и да живееме по Твојата волја. Господе, и ова утро сме овде дојдени да го доживееме Твојот благослов преку Твоето Слово. Да го слушаме Твојот глас, да чуеме тоа што сакаш да ни кажеш и да духовно не нахраниш, да не исполниш. Бидејќи секој еден збор во Твоето Слово треба да биде запишено во нашите срца, да ние го имаме тоа во нас и никогаш да не го забораваме. Да знаеме кој е нашиот Бог и на кого треба да му служиме. Да знаеме дека друг Бог не постои и да не дозволуваме сотоната да не измамува, да не прелажува и да не одвлечува од Тебе. Господе, благослови не сите нас овде ова утро, отвори ги нашите уши, нашите умови и нашите срца, за да можеме да го примеме Твојот благослов и Твојот дух да делува во нас. Господе, Те молиме за благослов и на оние кои не се овде, спречени да дојдат, болни, стари, изнемоштени. Нека и тие таму го доживеат Твојот благослов.
бидејќи пред тебе нема старост, нема болест, нема слабост, каде и да сме, какви и да сме. Пред тебе сме исти. И затоа те молиме, Господи, да ги укрепуваш, ојачуваш и да издржуват до крај, за да бидат заедно со тебе. Господи, те молиме за нашето село, за луѓето во нашето село, да можат да те познаат и да те прифатат, бидејќи времето се е пократко и пократко. Те молиме и за нашиот народ, нашата земја, нашата власт. Отвори им ги очите, Господи, да видат дека ако не се покаат и не те примаат, ние не можеме да имаме успех, не можеме да имаме напредок и не можеме да бидеме народ. Господе, нека е слава и чест на Тебе. Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Како втора песна, ќе испееме песната број 199. Отворена е вратата, низ која љубов зрачи.
Ама не оваа врата, небесната врата. Да не збркаме нешто. За ова утро имаме еден текст од Стариот Завет, и тоа од книгата Повторени закони. Првата глава ќе прочитаме од 19 до 21 и од 26 до 30 стих. Книгата Повторени закони, првата глава, од 19 до 21 и од 26 до 30. Словото вели вака. И откако тргнавме од Хорив, одевме по целата таа голема и страшна пустина, што ја видовте по патот кон Аморејската планина, како што беше заповедал Господ, нашиот Бог, и стигнавме во Кадис Барнеја. Тогаш јас би реков, вие стигнавте на Аморејската планина, која Господ, Бог наш, ви ја дава. Ете Господ, Бог ваш, ви ја предаде оваа земја, одете и земете ја во владение, како што им рече Господ, Бог на вашите предци, не бојте се и не плашете се. И од 26 до 30 стих. Но вие не сакавте да одите и се оглушивте од заповедта на Господ вашиот Бог и негодувавте во шаторите своји велејки. Господ од омраза спрема нас не изведе од земјата египетска, за да не предаде во рацете на аморејците и да не истреби. Каде ќе одиме? Нашите браќа не обесхрабрија, велејки, оној народ е поголем и посилен од нас, таму градовите се поголеми и оградени со ѕидови до небеса, па и луѓе и исполини видовме таму. Тогаш јас би реков, не ужасувајте се и не плашете се од нив. Господ Бог ваш оди пред вас, тој ќе се бори за вас, исто онака како што направи со вас во Египет пред очите ваши. За сега толку од Божјото Слово, после може да прочитаме и некои други стихови. Стариот Завет. Може би некој ќе рече тоа е поминато, историја, ние сме во Новиот Завет. И Стариот Завет има значење, ама не толку за нас. Важно е што вели во Новиот Завет. Но јас би рекол дека Стариот Завет и Новиот Завет не се разликуваат многу. Стариот Завет е нешто сликовито, кое Бог ни го дава,
да видиме, да гледаме, односно да се огледаме каде грешија Божјиот народ, што правиа, за ние да не го правиме тоа. Тоа е едно огледало за нас, како ние треба да се однесуваме во нашиот живот. И во Стариот Завет има многу примери, бидејќи Бог таму јавно и одма казнуваше. Не чекаше. А додека во Новиот Завет е поразлично тоа што Бог не казнува одма, иако и има казни, но некако е прикриено, бидејќи во Стариот Завет за секој греф требаше да се принесува жртва. А за нас денеска Бог го даде својот син како жртва за нашите гревови. Но казната еден ден ќе биде за сите иста. Сега сакам да видиме во оваа случка што се случи, што беше тоа што тој народ правеше, што не беше угодно на Бог. Јас не ја прочитав целата, бидејќи ни треба повеќе време. Овде се зборува за тоа кога израелскиот народ Бог го изведе од Египет, го помина преку морето, го помина преку пустињата и дојде до вратата на ветената земја. И тие требаше да влезат во ветената земја. Тоа беше почетокот на ветената земја. И сега Бог им рече на израелскиот народ: еве, стоите пред Аморејската планина, тоа јас ви го давам во наследство да биде ваше, одете и освоите го. Бидејќи Божјиот план беше не одеднаш да го освојат целата земја, но дел по дел, племе по племе, град по град, требаше да ги освојуват. И Бог им рече: нема да ви го дадам целото одеднаш, затоа што ќе се дигнат сите народи против вас. Така, дел по дел ќе ви ги давам. И тоа беше првото, да ја освојат Аморејската планина. Таму живеја аморејците. И кога Бог им рече, луѓето почнаа да размислуват. И си рекува: сега треба да војуваме, ама не знаеме каде одиме, не знаеме каков народ е тој, со што располага. И му реква на Мојсеј: ајде да пратиме извидници, да отидат да видат каков терен е, каков народ е, па за да знаеме како да одиме и како да војуваме. И Мојсеј ги послуша и прати 12 души од сите племиња да отидат и да ја видат земјата. И тие отидоа и кога се вратија, што им кажа? Земјата е многу убава. Има се, раѓа се. Ама, секогаш тоа ама. Таму има многу силен народ, посилен од нас. Нивните градови се тврдени, страшни, да речеме, дебели ѕидови и високи до небесата. Значи, толку големи ѕидови има. И не само тоа. Вели таму има луѓе, овде е употребен зборот исполини, а тоа е џинови. Такви луѓе има таму. И знаете ли какви се тие џинови? Имате ли представа? Колкови се тие џинови? Ние во Библијата кога читаме за Давид и Голјат, Голјат беше толку голем што сите се плашеа од него. А он беше некаде висок 2,5 метри или повеќе, можеби до 3 некаде. А ние сме виделе денеска
мислам, највисокиот човек е 2,45 ли колку беше таму, запишан во Гинисовата книга, и тој е висок и изгледа многу висок спрема нас, ние сме може до половината негова, а во Божјото Слово опишува, тоа е малку покасно, за еден цар кој се викаше Ог, и тој беше цар на Башанската земја, тој владееше со неа и покасно израелскиот народ ја освои таа земја, имаше 60 градови плюс села колку имаше, и за него Божјото Слово дава јасни податоци. Колку голем е бил тој човек. Јас колку што знам, нашата црква е висока 4,5 метри. Ако не се лажам, така съм слушал и отприлика така изгледа, а тој човек беше висок околу 4 метри. Значи, ако застане овде, веќе главата ќе буде до лустерите горе. Толку висок е бил и широк 1,70 м. Тој човек не може да влезе низ тие врати. Значи, такви луѓе живееле на таа планина. Толку големи. Може да се биде поголеми, бидејќи царот Ог беше покасно, вели, он беше единствен остаток од тие джинови. И можете да зависите како е кој ќе застанеш ти до таков човек. Огромен. Тоа е, јас би го нарекол како тенк, нели, тој со огромна сила. 3 пати повисок, 3 пати поширок од нас. И тие луѓе, кога слушнаа за тоа, израелскиот народ се уплаши. Како сега ние ќе влеземе во таа земја и ќе ја освоиме? Се уплаши и кога Бог им рече одете да ја освоите, овде во Словото вели тие се направија на глуви, како да не слушат. Што значи да се правиш на глув? Тоа значи дека се правиш како да не слушаш, се правиш мутав. Често пати ние се среќаваме така со луѓето и кој ќе му кажеш нешто, ама ќе рече, се оправдава, вели, ама не сум те слушнал. Иако те слушнал, иако те разбил, ама за да се оправда, вели, не сум те слушнал. И не само тоа, тие почнаа да негодуват во своите шатори. Не излегува надвор како денеска што излегуваат да штрајкуваат, да протестираат, јавно да кажат, но Словото вели, тие негодуваа во своите шатори. Како ние често пати постапуваме? Негодуваме, се противиме, оговараме, размислуваме лошо во нашите шатори. И нашето тело е шатор за нашата душа. И мислиме дека никој тоа не го знае, никој тоа не го слуша, никој тоа не го разбира. Ама Словото вели дека Бог ги слушаше како во своите шатори негодуваа и говореа против. И велеа, зошто дојдовме овде? Да загинеме? Да изумреме? И така, тие откажаа да одат во таа земја аморејска и да ја освојуват. Му откажаа на Бог. И добро, Бог откажа. А зошто откажа? Страв за својот живот. Ќе го изгубат својот живот. А што вели Новиот Завет? Кој сака да се зачува душата,
ќе ја изгуби. Кој сака да се спаси, да го спаси својот живот, ќе го изгуби. Тоа е во духовна и во телесна смисла. Така да, нивниот страв за животот не беше оправдание, бидејќи тие секако ќе го изгубат својот живот. Има страв за својата фамилија, бидејќи ако бидат поразени, нивните жени, нивните деца ќе бидат или робови, или убиени. И тие се плашеа и за своите фамилии. А што вели словото во Новиот Завет? Кој сака повеќе? Жена, деца, татко, мајка, браќа, сестри, повеќе од мене, не е достоен за мене. Значи, ако ја сакаш фамилијата повеќе од Господ, ти не си достоен за него. И што друго се плашија? Да не го изгубат својот имот. Бидејќи ако бидат поразени, не само жените и децата, но и имотот ќе им биде одземен. А словото во Новиот Завет што вели? Не собирајте богатство на земјата. Тоа што рѓата и црвот го јадат. Но собирајте си богатство на небото. Тие луѓе од страв, грижејќи се за тие земни работи, тие го отврдија Бог. Не го послушаа Бог. Не ја исполнија Божјата заповед, која што Бог им рече: одете и освоите го. А што Бог рече пред тоа, какво обеќание им даде? Кога ќе влезете во ветената земја, јас ќе бидам со вас, јас ќе војувам за вас. Јас ќе се борам. Преку целиот пат, Бог се грижеше за нив. Тие има јасно сведоштво за тоа. Но сето тоа го заборавија и не го послушаа Бог. И тогаш Бог им рече: сега, штом не ме слушате мене, штом не го правите тоа што јас ви заповедувам, ќе се вратите назад во пустињата и нема да влезете во ветената земја. Ќе влезат вашите деца, вашите синови и ќерки. Тие ќе влезат, а вие нема да влезете. Тие почна да размислуват каква беше пустињата. Тие поминаа покрај неа. Пустињата беше голема. Не се поминува за неколку сати или за неколку денови. Нема автопатишта низ неа. Таму се оди по песок, по суво и не можеш така брзо да ја поминеш пустињата. Денеска за нас пустињата е светот. Светот е огромен, голем. И не можеме ние да го освоиме светот. Не можеме да го поминеме овој свет. Пустињата е страшна. Страшна бидејќи таму е песок. Пустињата е жешко. Ден е многу жешко, а вечер е многу ладно. Нема вода, нема храна и таму е тешко да живееш и не можеш да живееш. И затоа луѓето не живеат во пустините, живеат можеби покрај пустините, но никој во пустињата не прави куќа, не сака таму да живее.
Овој свет, ова наша пустиња, и она е страшна. Исполнета е со омраза, со убиства, со кражби, со лажење. Исполнета е со глад, исполнета е со војни, поплави, пожари, и уште многу други работи можеме да ги броиме. И ова наша пустиња денеска е опасна како и таа пустиња. Пустињата во која Бог ги враќаше е безживотна. Нема живот. И ние знаеме дека и животните не одат во пустињата. Што ќе прават таму? Ако влезат во пустињата, сигурно ќе умрат. Нема вода, нема храна, нема заштита од сонцето и ќе умрат. Така и ова пустиња денеска за нас е безживотна. Може би ќе речеме сега е различно, имаме и храна, имаме и за јадење, и за пиење, се имаме, но ова денешна пустиња не нуди живот. Што вели денеска светот? Јади, пи, уживај, ама до смртта. Не ти гарантира повеќе од тоа. Нема надеж за друг живот. Нема надеж дека еден ден ќе воскреснем и ќе живееме. Ова денешна пустиња е безживотна, како и таа песочна пустиња. И нема надеж. Затоа тој народ размисли што ги очекува. Си размислува и во пустињата ќе умреме, а може би и во војната ќе умреме, а може би ќе останеме и живи. И тогаш народот размисли и одлучи, бидејќи тоа не им се допадна, тоа што Бог им кажа, и тие донесоа сами своја одлука. Донесоа своја одлука без да прашат Бога, без одобрење од Бога, и му рекува на Мојсей, ќе одиме да војуваме. И може би ќе речеме, да, тоа е веќе нешто друго, им дошол паметот, нели размислиле, им дошол паметот и сега ќе го прават тоа што Бог им кажа. Самите си донесоа одлука. Во нашите очи изгледа добро, бидејќи решија ќе одиме да се бориме. Арно, ама Божјата одлука беше друга. Бог им рече, не одете. Не одете, бидејќи ако вие одите таму да војувате, јас нема да бидам со вас. Гледате сега како Бог размислува. Одете? Не одете? Сега тие што треба да прават? Да одат или да не одат? Бог им рече, не одете. Тие пак не го послушаа Бог. Тргнаа, ама без Бога. Што значи да одиш без Бог? Да одиш без Бога значи пропаст. Како да си пресудуваш смртна казна. Бог јасно им кажа, не одете. Нема да бидам јас таму. Нема да ви помагам.
нема јас да се борам за вас. Тие не послушаа и овој пат. И отидоа и беа поразени, страшно поразени, беа гонети, беа уништени и се вратија при Мојсија, се вратија при Бог. Беа поразени. Тоа беше резултатот на нивната одлука. Резултатот на тоа што тие го донесоа како одлука, сами. И што направија? Дојдоа пред Бог и почнаа да плачат. Плаче. Се каја за тоа што не го послушаа Бога. Плаче. Ние кога ќе видиме човек дека плаче, што велиме? Тој се кае, нели? Тој жали за тоа што го доживеал или го правил. Но Бог не ги слушаше. Интересно е. Плачат, се каат, а Бог се правеше дека не ги слуша. Како што тие на почетокот се правија глуви и не го слушаа Бог, сега Бог не ги слуша нив. И тоа не покажува нешто многу важно. Дека секое плачење не е покаяние. Секој што плаче не значи дека се покајал. Иако тоа е многу важно, да човек жали за своите греови, да човек тагува дека е грешен и недостоен. Ама секое плачење не е каење. Еднаш еден човек дојде, бевме на еден собир, не знам точно што беше целта, но таму беше како евангелизација. И еден човек кој го знам прилика, не многу, и кога повика на покаяние, тој излезе напред. На покаяние. И после тоа, кога заврши сето тоа, надвор се сретнавме и така малку разговаравме, и тој вели, овој ми е трети пат. 2 пати излегував, но ништо не се случи. А сега, Бог ми ги опрости моите греови. Тоа значи, ако ние се каеме, жалим, ама не од срце, Бог нема да ни опрости. Како што кажавме, Бог ги чита нашите мисли во нашите срца. И ако ние вистински не се каеме, може да изгледа покаяние. Може да рониме солзи колку сакаме. Ако вистински не се каеме, Бог не го прифаќа тоа покаяние. И овој народ дојде пред Бога. Не за тоа што се каеше, но за тоа што беа поразени, беа уништени. И Бог не им опрости. Бог ги врати во пустињата и таму беа се додека не изумреа. Затоа што Бог рече, само Халев и Исус Навин ќе останат живи од сите вас, па дури ни Мојсија не влезе. Тие одново изумреа во пустињата и не влегува во ветената земја.
Тоа треба и на нас да ни зборува многу. Исус рече една приказна за 5 мудри и 5 неразумни девојки. Тие го очекува младоженецот, ама едните беа спремни, другите беа неспремни. И кога веќе младоженецот наближуваше, и тие немаа масло во своите светилници, бара од другите и тие им рекоа, одете купете си. И тие отидоа и закаснеа. И потоа викаа кон младоженецот, бара, чука, но вратата за нив не се отвараше. Вратата за нив беше затворена. Немаше повеќе милост. Вратата за која пеевме во првата песна ќе биде отворена за нас ако ние одиме по Божиот пат. Ако го слушаме Божиот глас. Ако живееме по неговите заповеди и по неговата волја. Ако ние одиме лево и десно, таа врата нема да биде отворена. Таа врата ќе биде за нас затворена. Без разлика што ние се нарекуваме христијани, без разлика што ние одиме во црква, па таму во Словото Божие, во Откровението вели, ама Господи, ние чудо правевме. А Исус вели, бегајте од мене, не ве познавам. Дали ја вршиме Божјата волја, односно дали одиме по Божиот пат, или лутаме каде ќе најдеме и правиме тоа што сакаме. Во 5 глава, 32 и 33 стих, ми вели вака. Гледајте да постапувате така, како што ви заповеда Господ, вашиот Бог, не скршнувајте ни десно, ни лево. Само по Божиот пат. Одете по патот, по кој би заповеда Господ, вашиот Бог, за да бидете живи и да ви биде добро, и да поживеете долго време во онаа земја, што ќе ја добиете во наследство. Одете по Божиот пат, не скренувајте ни лево ни десно, за да влезете во небесното живеалиште. Ако ние одиме лево и десно, тогаш не служиме на Бога. Тогаш доаѓаме до тој стих каде што вели Господ Исус Христос, не можете да служите на двајца господари. Или да одите по Божиот пат, или одите по другиот пат. Не можете и таму и таму. И овде Словото јасно ни зборува. Одете право, не скршнувајте, затоа што Господ Исус Христос вели, не се плашите, јас сум со вас. Каде и да сте, што и да правите, јас сум со вас. Во 7 глава, 25 и 26 стих, ни вели, тоа се однесува за Божиот народ, ликовите на боговите нивни со оган изгорете ги. Да не ти се присака да го земеш среброто или златото, што е на нив, за да не биде тоа за тебе јамка, бидејќи е тоа одвртност пред Господ твојот Бог. И не ја внесувај на сотијата во домот свој, за да не бидеш осуден на проклетство, како нив. Одвраќај се од тоа и гнаси се од него, бидејќи тоа е проклетство. Бегај подалеку од безбожниот свет, од безбожниците, бидејќи ако го прифатиш тоа нивното, тоа си навлечуваш само проклетство. Ништо повеќе. Ние денеска многу сакаме да се дружиме со светските луѓе, мислејќи дека се е добро, но прифаќаме работи од нив,
кои си носат своје проклетство врз нас. И затоа Бог вели, фрлете го тоа, изгорете го и не сакајте го. И во 10 глава 12 до 17 стих вели: и сега Израиле, што бара од тебе Господ, твојот Бог? Само да се плашиш од Господ, твојот Бог, да одиш по сите негови патишта, да го сакаш и да му служиш на Господ, твојот Бог, од се срце и со сета душа. Да ги пазиш заповедите на Господ, твојот Бог, и наредбите негови, кои денес ти ги заповедам, за да ти биде добро. Ете небото и небото над небесата, земјата и се што е на неа е на Господ твојот Бог. Но само предците ваши ги прими Господ и ги засака и ве избра вас, нивното семе по нив, од сите народи, како што гледаш денес. И така, отстранете ја нечистотијата на вашето срце и немојте да бидете во иднина тврдоглави, зашто Господ, вашиот Бог, е Бог на боговите и Господар на господарите. Бог голем, силен и страшен, кој не гледа на лице и не зема дарови. Се е Божјо и гледаме дека Бог не сака ништо нечисто и не сака нешто што не е негово. И затоа вели, внимавајте, пазете. Драги браќи и сестри, мора да бидеме сериозни во однос со тоа што Бог го сака од нас. Бог ги сака тие што се негови, што го слушаат Него, што му припаѓаат на Него. Исус истото го кажа. Јас сум овчарот, вие сте овците. Моите овци го слушаат мојот глас и одат по мене. Бог ги сака неговите, не светот. Бог отвори врата за целиот свет, но ги сака и се грижи за тие што се негови. Ако припаѓаме на Него, тогаш сме на правиот пат. А ако не припаѓаме, нашиот крај ќе биде страшен. Затоа што вели Словото, еден ден кога ќе застанеме пред Него, тој ќе ги раздвои, едните на една страна, другите на друга страна, и на едните ќе им рече, дојдете при мене, а на другите, бегајте од мене. Не прави разлика на лице и на други работи, кој што е. Но дали ти си негов послушник, припадник, негово дете, негов син, дали живееш по неговата волја. Се друго отпаѓа. Се друго ќе биде уништено. Како ние одлучуваме во нашиот живот? Дали гледаме која е Божјата волја или одеме по нашата волја? Живееме по нашата волја. И мислиме дека му угодуваме на Бог и мислиме дека сме исправни пред Бог. Тоа е многу важно. Денеска во ова време нашата црква се среќава со таков проблем. Ама не нашата црква, не луѓето, но нашите проповедници. Треба да донесат одлука дали ќе му служат на Бог или ќе се надеваат на тие од Швајцарија, од Австрија, на тие кои што се финансиери, тие кои што даваат и зимаат, тие кои што нудаат, а не на Бог. И со жал може да кажам дека нашите проповедници донесоа одлука самите. Донесоа таква одлука, нема да му веруваме на Бог, не знаеме Бог дали ќе ни даде, не знаеме дали ќе обстанеме, не знаеме дали можеме,
ама тамо е сигурно. Они ќе не финансираат, они ќе ни дават и така ќе обстојуваме. Наместо да одиме по патот Божи, ние сега се враќаме во пустињата, каде што нема надеж. Тоа е нивна лична одлука, бидејќи тие не се допитуваат до Бог дали тоа Божиот план, Божиот пат, дали ние може да се дозволиме да гревот го внесуваме во црквата, наместо да ја зборуваме вистината. Бидејќи во нашата црква се озаконува гревот како да не е ништо. Може маж со маж да биде заедно и такви луѓе може да бидат и проповедници, и епископи, и не знам какви други личности кои ќе управуват и ќе ги учат другите. На што ќе ги учат? На вистината? Па тие сигурно ќе ги учат дека тоа не е ништо. Сигурно ќе кажат дека тоа не е грев. А Бог се гади од тоа. И ние мора да сватиме дека тоа не е во ред. Тоа не е по Божјата волја и тоа не е Божјиот план. Такви одлуки може да не водат само во пропаст. Може да не водат во погибел. И ние сакаме да се спротивставиме на тоа, сакаме да кажеме, но никој тоа не го слуша. Ако они не можеа да го слушат Бог што говори, па кој ќе не слуша нас? И затоа не гледаме добра иднина, не гледаме успех во тоа. Ние не смееме да ги гледаме материјалните работи, не смееме да гледаме тоа што овој свет ни го нуди, но мора да гледаме тоа што Бог го сака и тоа што Бог вели, јас ќе се грижам за вас. Јас ќе бидам со вас. Но наше е да одлучуваме дали ќе му служиме на Бог или ќе служиме на сатаната. Нека Бог да не води, да не ги отвори нашите умови и срца, да бидеме сигурни каде одиме. Не оставајте на времето. Не оставајте на тоа, ќе видиме како ќе биде на крајот. Мораме сега да бидеме спремни. Времето се повеќе и повеќе се исполнува и крајот доаѓа. Но прашањето е дали ние сме спремни. Нека е слава на нашиот Господ. Може да се исправиме и да му благодариме. Татко Небесен, Ти благодариме што Ти на секој можен начин нас не опоменуваш. На нас не зборуваш. Да се припремиме, да бидеме спремни за доаѓањето на Господ Исус Христос. После доаѓањето нема поправки. Нема кајање. Нема жалење. Има само суд. А судот е јасен. Господе, ние Ти веруваме на Тебе, Те сакаме Тебе и сакаме да извршуваме Твојата волја, да Ти служиме на Тебе. Татко, благослови не. Давај ни сили, давај ни мудрост, давај ни трпение, издржливост. Господе, да не одиме против Твоите зборови, да не бидеме непослушни, но да бидеме послушни на Тебе и да не го вршиме тоа што не е по Твојата волја, но да го вршиме тоа што Ти го сакаш. Само така ќе бидеме мили во Твоите очи, исправни, ќе бидеме заштитени
и ќе бидеме благословени. Татко, води не во нашиот секојдневен живот, управувај со нас, каде и да се наоѓаме, што и да правиме, никогаш да не се одделуваме од Тебе. Господе, благословија и црквата, бидејќи црквата е телото Твое, припаѓа на Тебе, но само оние кои се Твои. Денеска имаме многу луѓе кои се нарекуваат христијани, има многу луѓе кои се нарекуваат Божји деца, но Ти ги знаеш по срце кои се Твоите и Ти ги сакаш тие кои што се Твои. Господе, благослови не и се оставаме во Твоите раце и Те молиме во името на Исуса Христа. Амин. Сега ќе испее песната број 316. Срце мое, биди Господово. 316 број.
Сега децата ќе ни кажат стихчето. Деца, што случува се. Следната недела одново во 10 часот е утринската богослужба. Сите сме поканети да дојдеме и одново да го слушаме Божјото Слово. А сега за крај ќе се исправиме и ќе испееме песната број 394. Песната број 394, Бог ме гледа секој час. Нека Господ да ве води, да ве чува, да ви дава здравје, живот, мир, радост, љубов, мудрост и да можеме одново да го славиме Неговото име. Службата е завршена. Може да седнете.